Почитувани добро вечер, јас сум Александар Видиновски, вие гледате само вистина на Канал 5 телевизија, вечерова со Моника Зајкова, пратеник и председател на ЛДП. Добро вечер. Добро вечер. И Драгана Бојковска, пратеник од ВМРО ДПМН. Добро вечер. Бојковска, од ова студио пред околу 2 месеци во еден малце поширок формат разговаравме за КАЗа и тогаш најавивте дека во собранието ќе бидат набрзо пуштени измените на КАЗа кои што денеска беа со мнозинство изгласани. Дали по овие законски измени институциите ќе имаат поголеми, посилни алатки да се борат против широко распространетата криминал и корупција, посебно евентуалната корупција и криминал кај функционерите? Така, Александар, најнапред, еве, денеска официјално се изгласа измената на кривичниот законник, кој што беше поднесено 9 пратеници од ВМРО ДПМН, меѓу кои што сум и јас. И инаку, еве, да ја запознаеме јавност, ова измена доаѓа по она иницијатива и она укажување на Уставниот суд, кое што ни каже дека доколку не направиме до крајот на годината измени во кривичниот законник, практично ќе оставиме да има правна празнина и оттаму доаѓа и таа иницијатива да поднесеме предлог измена на кривичниот законник и секако од оној упат кој што беше направен од претходната влада во 2023 година, каде што практично, освен што се намалија казните по членот 353, односно злоупотреба на службена положба и овластување, се бришија и оние кривични дела, односно инкриминацијата на одредени кривични дела, се со цел да се амнестираат и да се ослободат оние кои што би се гонеле по овој член. И оттаму доаѓа овој предлог измена на кривичниот законник се со цел да се ублажат состојбите кои што беа настанати од претходната влада. Инаку, како што знае јавноста, се спрема нов кривичен законник на кој што работи одредена работна група во Министерството за правда, кој што треба да добие позитивно мислење од Венецијанската комисија, секако ќе се најде пред нас пратениците. Очекувам овој нов кривичен законник треба да биде донесен најдоцна до јуни месец оваа година, но очекуваме да биде тоа и порано, бидејќи знаеме дека има веќе некоја нацрт верзија од истиот, така што по финализирање на истиот закон, ценам дека Македонија треба да добие пред се еден квалитетен кривичен законник, бидејќи најсложениот и најсензитивниот закон за сите граѓани во оваа држава е токму кривичниот законник и треба да бидеме особено внимателни. Одредби што ги предвидува овие измени законски? Секако дали дека се фер, бидејќи имате реакција во јавноста и кој опозицијата дека казните не се толку високи колку што биле пред промената првична на кривичниот законник и дека можеше малку подобро тоа да се направи. Видете, секако дека поддржувам ова измена на кривичниот закон и впрочем и јас сум подносител на самиот закон, бидејќи спречуваме навистина нешто кое што беше нотирано во 3 извештаи на Европската комисија, во извештаи на State Department на САД, во кој што укажуваше исто така дека Македонија се соочува со сериозно уназадување на борбата со корупцијата и со гонењето на високиот криминал токму поради овие измени. Сега очекувате во следните извештаи тоа да се промени? Очекувам со овие измени кои што ги направивме да се ублажи ситуацијата, истото да не биде констатирано во извештаите кои што ќе ги добиваме од Европската комисија, но секако ви кажам дека ќе биде нов кривичен законник кој што ќе биде ставен на ЕНР, за кој што ќе можеме и ние пратениците да дебатираме за поквалитетно законско решение. Јас ги повикувам сите колеги мои пратеници да учествуваат во таа јавна расправа и за да понудиме едно поквалитетно законско решение. Добро, Зајкова, делите задоволството од измените? Па не, јас да сум на место на колишката, нема да сум толку горда и толку гордо да говорам за овие измени на кривичниот законник, бидејќи сум правник и имам морално право да говорам за кривичниот законник. Не го гласав ниту претходниот, не давам поддршка ниту нови, затоа што не гледам дека апсолутно нешто се менува со ваквиот кривичен законник. Ако прават јавна дебата за новиот кривичен законник како оваа, во која што ќе ги прифатат само забелишките што технички нешто менуваат, а не суштински, а при тоа нема да ги прифатат еве ги забелишките од платформата на граѓански организации за борба против корупцијата, се малта наистина ставот со ЛДП, дека со ваквиот кривичен законник дополнително се ослабнува казнено-правната заштита од корупција и злоупотреба на службената положба, дека со членот 353 апсолутно ништо не менуваме, бидејќи ние пак ставаме лимити од до, а да цитирам самиот председател на ВМРО ДПМН во своите изјави кога се менуваше претходниот кривичен законник, нагласуваше дека со бришање на ставовите кои предвидуваат казна затвор од најмалку 5 години, директно се амнестираат сите што краделе, а сега повторно делот најмалку, каде што оди на максималната казна, се трга и се ставаат лимити за овие дела.
Да одиме на членот EV353В, кој што ја ограничува одговорноста, односно го брише целиот став кој што се однесува на одговорноста на директорите и министрите. Јас не би била задоволна, затоа што ние впрочем ништо не менуваме суштински. Напротив, и ако сакавме нешто да смениме, требаше да го вратиме она што претходно постоеше и за кое што алармираат сите, или пак ајде да не бидам досадна, но ќе повторам да ги прифатиме предлозите на ЛДП за зголемување на роковите за застареност, токму за овие кривични дела. Сега вие кога тука декриминализирате одговорност како што е фаворизирање на тендери, како што е избор на понудувач, местење на технички спецификации, при тоа ставате одговорност само да одговара јавната администрација, а првите луѓе да не одговарат. Не знам каква правда стимулираме, освен неправда или правда на помоќнија. Зека, меѓутоа, вие кажавте дека сте гласале против измените, меѓутоа сепак објективна реалност е дека владата од чиј дел бевте вие ги донесе тие измени. Колку можете да се абстрахирате сега од целата ситуација? Владеачко мнозинство и апсолутно сум конзистентна во своите ставови, затоа што и тогаш предлагав, тогаш завршуваше во ФИОКа предлогот за кривичен законник, сега заврши одбиен неаргументирано. За жал, јас сум еден пратеник, немам мнозинство во собранието, кога би имала, можеби би направила на вистина квалитетен кривичен законник, а не вакво играње со кривичниот законник, затоа што не знам, имам чувство дека така наречените големи партии кои што си ја менјаат практицирањето на власта најчесто во Македонија се единствено креативни кога треба нешто да замачкаат или камуфлираат и тогаш си се согласуваат и си ги гласаат работите кои што нив им одговараат на начин што пак си ја вртат воденицата на кај нив, а не водат сметка за граѓаните. Граѓаните сакаат незастарување, а не експерименти на казните од до. Не експерименти со бришање на ставови. Со должна почит сега кон колегите од колегијален аспект, меѓутоа никој од нив нема правосудно искуство и ако експертската јавност кажува дека ова е погрешно, не може луѓе кои што немаат искуство во правосудната област да не убедуваат колку е добар овој кривичен законник и колку е европски овој кривичен законник. Сака некој да се заштити од нешто? Па очигледно дека и на оние кои што се, еве пак ги спомнам така наречени најголеми партии во Македонија, им одговара да ги штитат своите функционери од одговорност, наместо да не се плашат и да донесат закон кој што нема да штити никого. Добро, уште кратко ќе ја вратам кога се носеа првите измени на кривичниот законник, на кој начин тогаш реагиравте или што предлагавте тогаш? Апсолутно реагирав. Предпоставам сега не знаат луѓето што точно се случува. Ниту гласав, ниту правев кворум при гласање. И имав своји предлози кои што ги доставував и се борев. Сега ако ние, знаете, тука пак ќе се надоврзат, ама вие зашто тогаш не излеговте владата, ние изгледаме малце погрешна перцепција за тоа како треба да практицираме власт и како треба да се однесуваме во собрание. Моника Зајкова е конзистентна во се што говори од минатото до сега и најдете ми друг некој коалиционен партнер или пратеник кој што се спротиставил на ставовите на својата коалиција и кој што при тоа останал конзистентен на тие ставови додека не ја постигне целта, а тоа е да има казнивост во општеството и еднакво за сите и одговорно. Видете, колешке, многу зборови, малку дела. Сте зборувале, ама ништо не сте направиле. Сте биле гласна, ама не сте биле гласна. Значи, такво делување не е фер и не е достојно пред македонските граѓани да се представува. Ајде вака да расчистиме. Прво, можеме ние да влеземе сега во некоја стручна академска дебата и двете сме инаку правнички. Можеме тука да дадеме едно толкување или друго. Читете го убаво членот 353. Апсолутно е невистина и неточно дека некој се амнестира од одговорност од службите или од министерството, да ставот 1 ве повикува токму на тоа. Впрочем и во кривичниот закон имате и други кривични дела на кои што може да се повикаат на одговорност. Апсолутно неточно и невистина. Жалам што не бевте ни присутна на јавната расправа, каде што се соочува аргументите, беше иницирана, беше поддржана и од пратеничката група на ВМРО ДПМН. Не знам за кои предлози зборувате што ЛДП ги поднело, а се одбиени од страна на ВМРО ДПМН. Јас знам за предлог измени на кривичниот законник кои што ви се однесуваат во делот на застарување на кривичните дела, а кои што се поднесени во 2023 година во време кога вие сте биле на власт. И вие за истиот предлог не само што биле чувани во ФИОКа, туку имате негативно мислење добиени од носителот на листата со кој што бевте заедно ко носител на листата, Димитар Ковачевски, негативно мислење.
Јас го имам тука и дописот, ќе ви го покажам. Негативно мислење по однос на она кое што вие сте го предложиле како тогашна пратеничка во владеачкото мнозинство. И сега немојте да ја замувате јавноста дека ВМРО ДПМН е тоа кое што се повикува или ви ги одбивало вашите предлози. Зошто ве прашувам и во време на владењето на ВМРО ДПМН, откако сме на власт после изборите, зошто не поднесовте еднашка предлог измена за членот на 353? Или во претходната влада да поднесете измена на членот 353 исто така. Имате добиено негативно мислење во ваше време од Ковачевски со аргумент дека се работи интензивно во финална фаза е новиот кривичен законник. Тогаш бевте на власт, можевте и вие да направите напор повеќе за навистина тогаш да се донесе новиот кривичен законник. Сега конечно кривичниот законник во време на владење на ВМРО ДПМН и коалицијата ќе го видиме и ќе имате можност да учествувате во истото. Сега навистина мене непријатно кога на една национална телевизија во собранието ги лажете граѓаните. ВМРО ДПМН не правело кворум, вие сте таа која што правеше кворум и која што седеше во собранието додека се гласа измените на кривичниот законник. И не сакам многу да зборувам без дела, бидејќи за тоа има снимки во собрание, може да се докаже истото и еве го чисто за јавност и мислењето добиено од Димитар Ковачевски. Можеме да ви го дадам да си го проверите доколку не се сеќавате за истото. Дали ова вашиот рил кој што го имате споделено на вашиот Facebook профил во кој што по расправата за потреба на носење на кривичниот законник велете не седе внатре. Моника Зајкова вели дека не седела внатре во салата, додека се носел кривичниот законник, односно оние апсурдни измени во 2023 година, кога се избриша кривични дела и кога се намалува овие казни затвор за злоупотреба на службена положба. И зашто не сакам да зборувам без дела, ова ви е сликата во моментот на гласање на кривичниот законник, каде што се гледа Моника Зајкова во петиот ред. Ќе се препознаете самите. Значи, од една страна имате изјава од пред неколку дена не седев, упорно не седев, имате снимки јавно достапни за сите граѓани во кои што се гледа вашиот лик додека се гласа кривичниот законник. Без вас немаше да има 61 пратеник во самата сала. Вие многу добро знаете, тука го имам и самото гласање за да ги потврдиме аргументите. Вие многу добро знаете дека Талат Џафери не би си направил таков луксус да отвори гласање без да има обезбедено 61 пратеник од владеачкото мнозинство. ВМРО ДПМН влезе во моментот во салата кога виде дека вие, 61-иот пратеник, сте во салата и излезе за да го каже својот став против кривичниот законник. На сликата ќе изброите од оваа страна, еве вака, еве го Али Ахмети овде, Моника Зајкова и останатите пратеници од коалицијата, исто така на Селас, исто така пратеници присутни и 61-иот пратеник кој што не се гледа, тоа е Талат Џафери. Така што помалку замајување на македонската јавност, смогнавме сили да ги поправиме оние непоправливи штети кои што ги направивте. Амандманот за враќање на идентичниот 353 кој што постоеше пред 2023 година. Немој да лажете дека 353Б се регулира истото во став 1. Став 1 се однесува на службени лица, одговорни во јавни установи и јавни предпријатија. Имавте јавна расправа. Немојте да ја дефокусирате јавноста. Јавната расправа точно беше, ја следев јавната расправа, затоа што бев болна и би ја следев од дома, но точно ги знам аргументите кои што беа наведени. Кажете ми што вие исполнивте од јавната расправа? Нема да одговорите зошто лажете? Што исполнивте од јавната расправа? Ќе ви одговорам. Со каза не се амнестира функционери од ЛДП, се амнестира функционери дури и актуелни кои што седат сега во постечката владина гарнитура. ВМРО ДПМН вие не бевте пратеник, меѓутоа ВМРО ДПМН за се знаеше да биде кочничар, за се знаеше да глуми, влезе тука за да направи кворум затоа што постојано нешто договараат под масата. Моника, така? Вие сте таа која што правеле тука во оваа емисија вашиот колега Бојан Сановски каже дека ќе го поддржи законот за незастарување на делата. Ако сакате утре повторно ќе ви го доставиме. Утре повторно ќе ви го доставиме. Има координатор од ваш Никола Мицевски изјава дадено, во кој се вели дека ќе го разгледаат кривичниот законник. Најдете ми ги дали постои закон за незастарување на дела. Не знаете ни во кој дел постои внатре во самиот кривичен законник
постои можност за одредени кривични Воопште дел дела на да се кривичниот зголемат роковите на апсолутна и релативна застареност. Видете го хрватскиот модел, по хрватскиот модел е правен. Впрочем, постојат и дела кои што воопшто не застаруваат, кои што се однесуваат против човештвото. Не знам како се Моника, гордеете и не многу знам ми е цело жал време што се цело гордеете време ви со тоа што сте го цело направиле време во ви се фактите, 2023 година. Вие Само се еден пат гордеете говорите, истото затоа го што не правите. Ама јас се Затоа гордеам што тогаш пратениците на ВМРО ДПМН и коалицијата и седа. не направија кворум и гласаа против, за разлика од вас која што не лажете. менува ништо. Зашто сте вие Нека различни? цени јавноста, Во што сте различни од нека она цени што го јавноста предложи дали со овој СДСМ? закон има Кажете некаква ми во што разлика. сте различни? Во тоа што го камуфлирате законот и поднесувате демек некои измени кои што се добри, а во нив туркате и работи кои што не се добри и кои што бришете одговорно. Не е Драгана, точно. не го велам јас. Не е точно, го велат Моника. експертите, Добро, слушајте смирете ги. се, ве слушам јас. Не мора да бидете нервозна апсолутно заради не сакате да тоа слушате. што пред Ама македонската апсолутно сте јавност исти. излажавте. Јас би била Исти. може нервозна да Значи, лажам, но не, Само воопшто ќе не ве лажам. ќе интервенирам, ќе ве замолам еден по еден да се Прочитете слушувате, да го говорите, за да ставот може да еден се од еден. разбирате. Конзистентна во ставовите. Еве утре пак ќе го добиете да видам дали ќе прифатите или пак ќе ги криете вашите функционери, бидејќи на голем дел од вашите Моника, многу функционери успешно им зборувате, застараат а делата. работата па сега на може да немате пратениците више со на дела колона, исто ќе да го видиме направат. за идните. Точно со Повелете. дела. Сакав да кажам дека многу зборувања во минатото под она бедамот кој што вели ние сме за ЕУ, сме биле гласни, сме биле против, ЛДП било секој пат по сопствени иницијативи ги носело, не знам се што. Еве денеска увидовме дека пратеничката Моника Зајкова како председателка на ЛДП ги излажа македонските граѓани и тогашните скандалозни изјави за кои што и ВМРО и останатите чинители во општеството кажаа дека тоа е апсурд, невидена работа во македонското собрание со кој што буквално се амнестираа криминалци. Така што да ги Добро. да бидеме Ајде, јасни Вие налаги и манипулации дека не сме на ние, јавноста туку тоа е дојдовте- Моника Зајкова која што јас не би имала Моника ни Зајкова морален постојано кредибилитет. Да молам само еден по еден се Ни слушуваме. морален кредибилитет затоа Ама што е сега и конзистентна дозволив во еве да ме ставовите. Вие слушна. налаги и Јас разбирам дека манипулации. сте 30 нервозна, ама секунди, да 30 се секунди. Од слушаме. све што ветивте пред да дојдете на власт, Моника, ништо со не викање исполнивте. немој да Јас мислите знам дека ќе се прикриете јас со знам она дека ви кое е што го многу имате тешко направено и во дека 2023 постојано година. со вашиот Не, центар нас за воопшто не ни е комуникација тешко. манипулирате јавноста, ама еве кажете и на јавноста зошто го доцните кривичниот законник, зошто пак ја доцните реформската агенда и ќе изгуби милионски суми државата и на кои европски директиви се точно, повикувате, лажете. на кои европски директиви се Ќе ви повикувате одговорам. кога ги правите Ќе ви одговорам. овие измени и немој да мислам Добро, Значи, неколку прашања поставивте, Молам, сега немате време за морален кредибилитет, знаејќи дека сте потполно, направиле потполно вие морален кворум за кредибилитет. измена на Добро, тој кривичен да молам, одговорете законник, на прашањето. по кој што во амнестира и 2023 година од форум. носителот на вашата пратеничка листа имате одговор дека се изготвува нов кривичен законник во финална процедура и слично. Тој кривичен законник го зборите уште од времето кога бевте на власт. Сега кога сме во финална фаза на носење на овој кривичен законник, за кој што многу скоро ќе имате време и да гласате, ќе видиме во дали ќе гласате за или против за ова решение на граѓаните, ќе имате собствена иницијатива да си направите и своји забелешки. Добро, имавте и конкретно имавте конкретно прашање, само малце. Значи, правнички да се правиме, Имате конкретно на прашање од различни Зајкова по кои факултети. директиви се водевте, Значи, со што го имаме согласувавте, и кои новиот точно делови? кривичен законник, главната причина заради Не кој што новиот, за овој за 353В и 353 дозволете, говорам. значи себе разбирам, јас сум правник, може би сме имале различни професори, јас завршив на Јустинијан први со мастер студии, пратеничката како што знам завршила на ФОН универзитетот. Значи сама тоа знаете, хендикеп, Драгане, не, извини, може мислам, какви различно, ви се тие- каков хендикеп. Ама Не, какви ако ви вие се си го тие разбирате со простотивуци хендикепот, што постојано ви ги добро дозволете да ви сервираат од одговорам. Се ако вака ја Центарот за водиме комуникација. емисијата до Ајде, повелете. Ајде, крајот, повелите, слушам. Значи новиот кривичен законник кој што се работи и вклучително овој кој што се работеше по предлог на група пратеници, освен што се имплементирани 4 нови директиви, знаете вие дека постојат и директиви кои што претходно се донесени во време кога се повикува всушност во 2023 година на европски директиви за да ги поминат овие брзи измени. Конкретно за новиот за предлог измените на кривичниот законник се водевме исто така и по предлог директивата за борбата против корупцијата и конкретно ќе ви ја посочам и директивата за поврат на средства и конфискација. Меѓу другото, бидејќи донесовме многу позитивни
измени во кривичниот законник за кој што жалам еве како жена што не го поддржавте. Истото кое што беше барање на вистина неопходна за македонските граѓани. Тука мислам на кривичните дела кои што се однесуваат за гонење на семејното насилство по службена должност, со што всушност жртвите ќе немаат сега вакуум простор во кој што насилникот би извршил притисок да се повлече пријавата за гонење на насилникот кој што се гони еве сега по семејно насилство, и директивата за семејно насилство и насилство врз жените исто така е имплементиране, и други директиви за кои што би со задоволство ќе ви ги врачам, бидејќи гледам дека многу ви значи да ги цитираме. Но жалам што колешката, еве, морам да истакнам дека со ова правиме корекција на онаа штета која што ја направија во 2023 година, но барем можевте да смогнете сили збор 2 да кажете за измените како што се за семејно насилство, за злоупотреба на снимка, слика или аудио со сексуално експлицитна содржина, за питачењето, измените кои што ги предвидуваме, за безобзирно управување на моторно возило, за одземање на моторното возило со безобзирно управување на истото. Така, имав амандмани и за тие членови, ама ме потсеќате исто како кога тие кои што највеќе ги критикувавте го бранеа кривичниот законник, кога воведоа дело екоцид, па под рамки на одредени неколку добри измени пробаа да турнат тоа што е најгорлив проблем на граѓаните, а тоа е заштитата на функционерите и повторно возможување за стараност на кривичните дела. Вие тука читате директиви кои што се однесува на проширена конфискација на се, меѓутоа нигде не слушнав да прочитате директива по која што усогласувате зошто во јавните набавки го тргате широкиот опфат на делото и го сведувате само на криминација на две действија, и зошто во 353В го тргате целиот став 5 кој што се однесува на одговорност на министрите и директорите. Знаете што е разликата сега? Што тогаш кога се повикувавте во 2023 година на европски директиви, имавте реакција од Европската унија за измените на кривичниот законник кои што ги злоупотребивте по брза постапка во 5 за 12, по скратена постапка со европско знаменце да се донесат истите, за разлика од сега, еве јас се повикувам на EU директиви, немаме реакција од Европската унија за истите. Дали ќе стигнеме да ги направиме измените, дали нема да изгубиме средства, ако се случи да не стигнеме реформската агенда, тогаш убаво кажете им на вашиот министер во владата нека не оди во Брисел, затоа што тогаш шамарите се за Македонија, а не исклучиво Моника, бидете спокојни, македонските граѓани да бидат спокојни, средства не сме изгубиле, бидејќи треба да знаат дека имаме 6 месеци грејс период. Кривичен законник, ама ете тој кривичен законник апсолутно ништо не им донесе на македонските граѓани, освен пак да се амнестираат функционери, тоа пак сложно си го направивте. Добро, а 30 секунди да одиме на друга тема. Па немам што да додадам, Александар. Значи, генерално говорите, имате различни мислења, што е нормално во една демократија. Кој е во право ќе видиме за, да речеме, за една година од сега кој ќе стигнат и новите извештаи од Стеј департаментот од Европската унија, меѓутоа и како ќе тече стручна дебата можеме да направиме ако сакате посебна емисија од еден час. Ќе видиме како ќе реагираат институциите кога ќе се има луѓе кои ќе бидат осудени или ќе се стомничат функционери за криминал. Во овие моменти додека трае емисијата има и протест на ССМ барат големување на примањата на минималната плата. Генерално партискиот став ваш го знам, и лично како млад политичар како гледате на овој револт на синдикатите и на работниците? Па вака, прво, правото на протест е уставно загарантирано право и апсолутно никој не може да го оспори истото. Добро, тоа не ни разговараме, тоа е тема. Доволно сме демократски зрели за тоа веќе да не ни разговараме. Така е, Александар, но сакам да кажам дека ги слушаме сите оние пораки, се она кое што македонските граѓани го истакнуваат, се она кое што доаѓа како порака еве и од овој протест, но сакам да укажам на една важна работа, бидејќи темата нели е нормално минималната плата. Секој нормално човек сака повисока плата и тоа е нормално. Еве и ние како владеачко мнозинство стоиме за истото дека треба да се овозможи подобар животен стандард на граѓаните со секојдневна работа. Впрочем, тука сакам да нагласам една многу важна работа која што се однесува по однос на минималната плата, која што е утврдена со законот за минимална плата. Имено и сегашниот претседател на ССМ, господинот Слободан,
тогаш со министерката Јованка Тренчевска во претходната влада на СДСМ беше иницијатор и беше оној кој што го искреира и го потпиша законот за минимална плата, односно како би се утврдиле и како би растела минималната плата на работниците. И тој закон е во сила, донесен од страна на тогашното Министерство за труд и социјала, заедно со синдикатите. Она која што ме загрижува особено е онаа реторика која што сега и синдикатите многу често ја користат во смисла на политика, но важно е да напоменеме неколку работи, а тоа е она која што еве и денеска и вчера исто така беше многу актуелна тема, е дека токму овој лидер или председател на ССМ одби покачување на административните работници, кој што беше понудено од страна на владата, односно на председателот Христијан Мицкоски. Практично моделот беше административните работници да добијат зголемување на минималната плата согласно законот за минималната плата плюс 8% секоја година, со што практично до крајот на мандатот ќе се добиеше покачување од 40%. Тогаш гранковиот синдикат УПС го одби истиот предлог. Прашањето е зошто нешто се одбива кое што оди во корист на самите работници. Добро, немате никој, ако дори тие не се сложиле, меѓутоа имавте ли друг начин некако да го направите тоа, бидејќи анализите што се појави во дел од медиумите дека потрошувачката кошница е за 9200 денари овие години зголемена, минималната плата е за само 4000 денари. Сакам да кажам дека оваа ранлива категорија наши сограѓани стануваат се посиромашни и ме е многу тешко да функционираат едноставно. Секако, Александар, значи владата нема да остане нем посматрач, особено онаму еве сега каде што е конкретно работодавач државата. Ние впрочем и покажавме, еве, ако во моментов не седнува ССМ да ги прави овие договори со владата кои што носат добар бенефит за работниците, докажавме дека не е потребно со ССМ да се договориме за да се случат добри работи. Една од примерите е и колективниот договор кој што го потпишавме со СОНК, односно да се направи зголемување на платите на образовните работници, што практично до крајот на мандатот овие работници ќе добијат покачување и до 46%. Добро, сега да кажете дека каде има можности ќе го байпасирате. Истото беше направено и со здравствените работници и со Министерството за внатрешни работи, така натаму, така што нема да застанеме нормално да бидеме непосматрачни на истото. Добре, јас сакам да ми дадат од нивните розови научари што си ги делат таму во комитетите, пошто сите други им се криви, они се синдромите на жртви, они све нешто се трудат, никој друг не се труди. Јас конкретно ги разбирам луѓето, затоа што и самите напоменавте дека потрошувачката кошничка навистина е зголемена и едно двочлено семејство ако работи за минимална плата, тогаш не може да ја покрие таа потрошувачка кошничка. И тука повторно дадовме идеи како да се заштеди на јавното трошење на парите. Конкретно, ајде да не биде сега, во комисија разговаравме во овој мандат како да се укинат, односно намалат паушали на одредени управни и надзорни одбори, бидејќи ви имате управни одбори во државата, како на пример во Агенција за пошти, која што зема 2 просечни плати, а тоа не им е редовно работно занимање. А од друга страна гледаме дека работниците не може да им се покачи минималната плата. Предложивме и тоа во овој мандат и не знам зошто го одбивте, кажете ми Драгана, зошто го одбивте за намалување на банкарските провизии и укинување на делот тие провизии на начин што ќе се заштедеше без ништо да се интервенира во буџетот, ќе се вратеа повеќе средства во џебот на граѓаните. Говоревме за кратење на оние непродуктивни трошоци како заменици министри на замениците на измислени функции, меѓутоа и тоа не се слуша. Нормално е и давам поддршка на протестот за тоа што навистина во една држава која е нормално функционална држава
треба да имаме раст еднаков на платите во секоја област и тие да растат сразмерно порастот на трошоците за живот. Така, во моментот имате еден пратеник во собранието, тоа сте вие, меѓутоа дали од внатре можете некако да издействувате на овие луѓе да им се помогне? Или барем да се работи со синдикатите, како што вели Бојкова, дека одбиваат некои... Кога ЛДП би го имала мнозинството кое што го имаат и оние 81 пратеник, сигурно би направила многу повеќе работи и не би говорела како нив едно во опозиција, а ништо од тоа да не спроведат во власт, бидејќи не бев јас таа која што ги седнуваше нон-стоп синдикатите, тие беа тие кои што ги седнуваа синдикатите, ги убедуваа дека ќе им дадат поголеми плати. Добро, што вие во хипотетичко сценарио да имате 30 пратеника, што би направиле? Па пред себе ви кажав, би тргнало од тоа да ги скратиме сите непродуктивни трошења во државата за да обезбедиме повеќе пари во буџетот и на тој начин тие пари да се пренаменат назад во џебот кај граѓаните. Добро. Па вака најнапред жалам што колишката како тогаш не те пратеничка во претходниот сустав имаше, чинам двајца пратеници бевте од ЛДП во тогашниот сустав и не беше гласна, еве да сте биле гласна, очигледно е дека тоа што бевте таму не резултираше со ништо. Еве кажете ми конкретно, ако зборуваме за стандардот на граѓаните, јас не се сеќавам, но не бев пратеничка во претходниот состав, но активно следев што се случува во собранието. Тогаш, например, не ве видов да излезете, зошто, например, карикирам за покачувањето на ДДВ-то на храната, не излеговте да бидете против и да се изборите истото да не се случи. Тоа е едно од начините на кои што сте можеле тогаш како тогаш на власт да интервенирале, но не сте интервенирале. Сега можеме ние после тоа да изиграваме експерти, сме сакале, па ова би предложиле и не знам се што. Тоа е вашата призма на розови на очила кога би биле на власт, што би направили слично. Ај вака сега, бидејќи неколку работи напоминавте, не сакам да ви остане нешто неодговорено, по однос на банкарските провизии самата знаете, мислам дека јавно реагиравте за истото со поздравување, дека Народната банка има иницијатива за разгледување на истото и практично очекувам за истото тоа да дадете поддршка, бидејќи Народната банка и гувернерот имаат иницијатива за ова во рамките на помали трошоци, нормално помали трошоци, давачки за граѓаните би значело буквално во превод, така е. Тоа значи дека кога ќе одат во банка ќе имаат помали трошоци. Така, и во комуникација се со Македонската банкарска асоциација и со останатите служби во НБРМ, така што тоа е една од работите кои што сакам да ви одговорам понатаму. Кратиме на вистина огромни непродуктивни трошоци. Ке ве потсетам на економските директори. Ние смогнавме сили во овој мандат да ги избришеме, односно функцијата економски директор воопшто да не постои, со што за значителен износ на пари во буџетот се овозможи да бидат достапни за македонските граѓани. Ке имате сега можност да го поддржите и законот за стручна служба, за која што еве и официјално ексклузивно кажувам од вашиот медиум, за која што ќе има и јавна дебата во собранието, каде што ќе можете да го поддржите решението, во која што ќе се скратат членовите на управните одбори и ценам дека и тоа е кратење на непродуктивните на максимум 3 членови во управните одбори. Сега се повеќе, чинам 6, мислам, беа зависно нели од управниот одбор и така натаму. По однос на самата теза, потпрашувам за нагледача да ми биде појасно што предвидува ова. Па тоа се оние членови на управниот одбор кои што нели по закон треба да бидат одреден број на членови во некое си тело. Цениме дека треба да има кратење за да се скратат оние трошоци од државниот буџет. Истото еве сега ќе може и колешката да го поддржи доколку стои на ставот дека треба уште доколку стои на ставот дека треба да се скратат. Треба да бидеме многу јасни и сакам од тука да кажам дека ние сме многу реални и гледаме многу реално. Не велам дека се живее лесно, не велам дека е идеално, не велам дека е совршено, но работиме. Имаме работи во кои што навистина можеме да се поправиме, но правиме значителен исчекор во тоа што значи подобрување на животниот стандард на граѓаните. Кога се однесува поднос на минималната плата и барањето од 600 евра, па како влада ние можеме да кажеме отворено дека на нас не одговара да се зголеми платата од 600 евра, особено еве кај приватните нели фирми, бидејќи тоа би значело де факто
поголеми придонеси во буџетот, односно поголеми давачки во буџетот кои што ќе можеме да ги трошиме за македонските граѓани. Тема која што се разговара за тоа колку ќе бидат преговорите за минималната плата, суштинскиот диалог е на економско-социјалниот совет каде што треба да се договорат работниците и работодавачите. Факт е дека и едните и другите едни без други не можат и оставаме простор истите да се договорат. Уште нешто само Добро, многу ајде значајно кое што кратко, сакам да го кажам, тоа е Комисијата за заштита на конкуренција. Последниот податок укажува на тоа дека 53 милиони денари се за 2025 прибрани по однос на казнување по законот за нефер трговски практики. Многу добро знаеме дека имавме изигрување на цените на храната во маркетите. Истото на вистина го осудувам и со ова тело кое што ние го професионализиравме, дадовме ресурси и членови, мислам дека може да изврши задачата која што е зададена. Па добро, ева говори двајца пратеници, 81 имаат, не гледам дека нешто менуваат. Времето на опозиција заврши, граѓаните не им дадоа мандат само да се трудат, туку да испорачуваат. Разликата во тоа што го донала Народна банка, да, тоа е на лична волја на гувернерот, ги повикал банките, но секаде во Европа постои регулатива. Значи, зошто ја одбивте таа регулатива, каде што ќе се намалеа голем број на трошоци, ќе се скрата провизии во ниту една држава во Европа, кога вадите пари од еден на друг банкомат, не ви зимаат провизии. Че слободно пробајте го, имам роднини кои што живеат по Европа, кои што ги користат картиците и кои што еве кажуваат како тоа функционира. Не знам зошто тоа не го поддржува. Еве колешката може да ми каже дали е за профитот на банките засекирана или за тоа што идејата доаѓаше од либерално-демократската закон го поднесовте кога бевте на власт. Поднесен е и тогаш и сега, и тоа само кажува на конзистентноста. Тоа само кажува на конзистентност и престанете со тоа, покажете дека сте поразлични, пошто вие го критикувавте таквиот. Па не, јас ви кажувам дека не гледам разлика помеѓу тоа како вие владеете и како владеа претходно. Кажувам со тоа што кажав два пратеници, кажувам дека имате легитимитет да се борите за принципите. Функцијата економски директор, впрочем, ЛДП да, и за тоа се бореше и дадов јас јасна поддршка во собранието и говорев за ова дека да, тоа е долга заложба на ЛДП уште во 2011 година, дека е позитивно тоа што се кратат економските директори, дури предлагавме до таму да во клиниките нели се направат директорите да бидат токму од областа во која што доаѓаат, односно од соодветната клиника со искуство, да немаме случаи каде што некој работел во јавно здравје, а сега е директор на некој од клиниките. Во однос на законот за стручна служба, ајде, еве го чекам и тогаш на комисија беше тоа образложение дека ќе се донесе, еве 18 месеци го чекам, не само да се скратат бројките, нека се скратат и паушалите до минимална плата. Апсолутно тоа не е редовно работно место. И јас би ве охрабрила да го донесете и законот за висока раководна служба, каде што државните секретари ќе бидат професионалци, а не партиски именувани, кои што ќе се грижат за професионално раководење со институциите.